Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денешна наша тема е хронична бубрежна болест. Мој гостен и соговорник во студиото е научниот соработник доктор Никола Ѓоргиевски, специјалист нефролог и директор на клиниката за нефрологија. Докторе, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, Александар. Ви благодарам на поканата. Навистина ми представува задоволство денеска да продискутираме за многу актуелни теми и се надевам дека ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи. Така. Докторе, за почеток, како вовед во темата, која е основната улога на бубрезите во организмот и што се случува кога нивната функција постепено се намалува? Да, секако дека ние треба најпрвен на еден едноставен начин да ги запознаеме нашите гледачи каква е функцијата на бубрезите во човековото тело. Едноставно кажано, бубрезите представуваат филтер во човековото тело и тие имаат за задача да ги отстранат непотребните материи од самиот метаболизам кој што се случува во човековото тело. Тоа се уреата креатининот, исто така треба да ги отстранат и вишокот на течности. Освен оваа функција која што имаат како функција на филтер во човековото тело, бубрезите имаат и други позначени функции, како што е одржувањето на нормалните вредности на крвниот притисок, учествуваат во метаболизмот на коските, учествуваат во создавањето на црвените крвни зрнца. Од сето ова може да видиме дека бубрезите навистина представуваат значајни органи во човековото тело и ние треба да се грижиме подеднако како и за сите останати органи. Така. Да се префрлиме на денешнава наша тема, што представува хроничната бубрежна болест и колку е чест овој здравствен проблем во Македонија? Хроничната бубрежна болест е интернационален здравствен проблем. Не само во Македонија, туку широко низ светот. Дефиницијата за хроничната бубрежна болест е едно неповратно и реверзибилно оштетување на бубрежниот паренхим, кој што доведува до постепено намалување на функцијата на самиот бубрег. Според податоците кои што ги имаме во литературата, 10% од популацијата во светот има одреден степен на хронична бубрежна болест. Истите податоци се однесуваат и за Република Македонија. Тоа значи дека ако Македонија има некаде околу 1.800.000 жители, значи 10% од населението има одреден степен на хронична бубрежна болест, кој што представува постепено намалување на функцијата на бубрегот. Бележите ли расте во клиничката пракса кај вас на клиниката с големен број на пациенти со хронична бубрежна болест? Токму така, тоа е светски раст, не само во Македонија, секаде низ светот. Значи, хроничната бубрежна болест постепено се зголемува помеѓу населението. Интересно е да се напомене дека хроничната бубрежна болест во 2016 година е дефинирана како 16-то место според морбидитетот и морталитетот. Но овие бројки постепено се менуваат. Предпоставките и новите анализи покажуваат дека до 2040 година хроничната бубрежна болест ќе го заземе високото 5-то место за морбидитет, морталитет. Едноставно кажано, да, хроничната бубрежна болест постепено е во подем и бројките секоја година се зголемуваат. Зошто е тоа така? Кои се причините за појава на хроничната бубрежна болест? Главни причини за настанување на хронична бубрежна болест секако се покачениот крвен притисок и дијабетот. Не само во Македонија, туку и во другите земји, тие се број 1 причини за настанување на хронична бубрежна болест. Исто така и социоекономските услови во кои што живее населението. Така да јас можам да кажам дека дијабетот и покачениот крвен притисок се основа за да имаме зголемување на бројот на пациенти со хронична бубрежна болест, исто така и квалитетот на живот, достапноста на лекови и начинот на третирање на основните причини кои што доведуваат до хронична бубрежна болест. Дали е наследна? Каква улога имаат генетските фактори при појавата на хронична бубрежна болест? Хроничната бубрежна болест, да. Напоменавме дека дијабетот и покачениот крвен притисок се една од главните причини. И тие се наследни, да. Освен овие причини, има и други причини кои што доведуваат. Тука си наследните фактори, наследните компоненти,
кои што го заземат високото трето место како причина за хронична бубрежна болест. Затоа неопходно е со пациентите да се разговара, да се направи една фамилиарна анамнеза, еден фамилиарен скрининг, бидејќи на временото откривање на ризик фактори ќе доведе до успорување на прогресијата на хроничната бубрежна болест. Освен овие причини, нормално и други причини доведуваат. Тоа исто така може да бидат обструктивните пореметувања, тоа се камчињата во бубрезите, тоа се не оние обични камчиња, току зборуваме за наследни, генетски детерминирани калкулози кои што доведуваат до оштетување на бубрежната функција, исто така и одредени автоимуни заболувања може да бидат причина за влошување на бубрежната функција. Така да генерално да, освен дијабетот и покачениот крвен притисок и други причини може да доведе до оштетување на бубрежната функција. Дали одредени лекови или неправилна употреба, конкретно и на суплементи, можат да доведат до појава на хронична бубрежна болест? Да, се согласувам со оваа констатација, затоа ние треба многу внимателни да бидеме со сите лекови, без разлика дали тоа се антибиотици, дали се суплементи, аналгетици. Аналгетиците е докажано, особено нестероидните антиинфламаторни лекови, дека доведуваат до влошување на бубрежната функција ако се зимаат подолг временски период во големи количини. Затоа нашата препорака како лекари специјалисти е секогаш да се направи еден добар разговор со пациентите за типот на лековите кои што ги конзумираат, типот на суплементите, а исто така една од главните препораки е да се конзумира голема количина на течности, бидејќи нормалната перфузија на бубрегот има голема и значајна улога во нормалното функционирање на функцијата на бубрегот. Така да сите лекови кои што се зимаат, суплементи, треба внимателно да се зимаат и секогаш да се консултираат со специјалисти од одредената област, за да не дојде до оштетување на функцијата на бубрегот. Да ги слушаме тука и прашањата од нашите гледачи, ќе продолжиме понатаму околу останатите аспекти за хроничната бубрежна болест. Почитувани во програма сте, повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден. Можда не е во темата малку прашањето, но пред 8 дена се оперирав полипи на мочен меур. Имам болка при мокрење. Дали е тоа нормално или треба да се обратам кај својот доктор? Во ред, да, секако ќе добиете совети, препораки и одговор на конкретното прашање. Благодарам за прашањето. Со оглед дека гледачката кажува дека има соодветен оперативен третман за брз временски период, очекувано да има соодветни болки, нормално тоа представува хируршка интервенција, но секако дека треба да се направат дополнителни анализи, лабораторија, крвна слика, уринарен седимент, испитување на мокрачата и секако пожелно е да се консултира со ординирачкиот лекар кој што е извел таа операција, интервенција со цел да се види дали треба да имаме некоја дополнителна терапија. Така. Доколку имаме и следен гледач или гледачка, добар ден, во програма сте, повелете со прашањето. Ало, добар ден. Добар ден. Ја имам едно само кратко прашање. Имам циста на бубрегот. Дали е нешто таа... Сега јас, мене обично ме боли, подболувам, а не цистата, вајде кечмата ме боли. Не знам што уствари ме боли. Сега јас атакирам за тоа цистата што ја имам. Дали може секогаш да стои или може да исчезне или... Тоа ми е прашањето. Друго вака, ногите ми отекуваат, ама вака не е од тоа. Во ред, да. Само тоа прашање, ви благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Секако ќе добиете одговор на конкретното прашање, но и совети и препораки. Да, и тоа е навистина добро прашање, бидејќи често се среќаваме во клиничката пракса за пациенти со циста. Кортикалните цисти, односно цисти кои што се наоѓаат во близина на кортексот, кората на бубрегот, не се некои загризувачки цисти и вообичаено ги гледаме ние во нашата клиничка пракса, говориме дека 1 од 4 пациенти кои што доаѓаат имаат цисти, тие најчесто се цисти безопасни. Потребно е само да имаат следење, најчесто се со една бистра содржина и не прават некакви поголеми проблеми. Цистите нормално се појавуваат како бубрегот старе, односно како пациентите поминуваат во подминатиот период од својот живот.
Позреле години, да. Така, препораката моја е дека овие пациенти треба да прават редовни контроли. Тоа се на 6 месеци до 1 година. Цистите не болат. Освен ако некои не се огромни цисти кои што се го фаќаат целиот бубрек. Овие помалите цистите не болат. Болката повеќе може да биде поврзана со камен во бубрек или пак може, како што речи самата гледачка, да бидат дегенеративни заболувања на ребретниот столб. Така да цистите не представуваат некој сериозен генерален, освен ако не се оние наследни, кои што ние ги викаме автосомно доминантни полицистични бубрези, но тука веќе имаме друга компонента, податок, дека некој од фамилијата исто така има цисти, и се обрнува дека по некој од фамилијата внимание. одел на хемодиализа, тогаш веќе станува збор за посериозна работа и тука треба подетално да се исследуваат овие пациенти. Така е. Доколку имаме и следен гледач, односно гледачка, добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до докторот и до посетителот. Поздрав и до вас. Јас боледувам 25, скоро 30 години од бубрек. Оперирана сум, камен имам во бубрегот, оперирана сум. Имам лазерски кршено првен, па после се оперирав. После операцијата неколку години, два пати по еден месец кршев лазерски во војна болница, таму ништо. На клиника изфрлив све. Сега имам две цисти, една поголема, една помала. Па ме интересира докторот да ми каже, јас одам во војна болница кај Дарко Марковски, сум благодарна, ама ме интересира мислење од докторот што да правам. Он ми рече еднаш да ги вадиме пак камењата. А мене не ми одговара така, како да совет некој барам. Дали во моментот имате камења или цисти? Споменавте две цисти. Има и камења и цисти. Така, во ред. Две цисти, една помала, една поголема и камења. Дали каменчињата ви прават проблеми? А сега некој тапи болки немам, има проблеми порано. Почетокот кога пред да се оперирам и од кога се оперирам после, али не така. Така. Во ред ќе добиете и вие одговор на прашањето, но и совети и препораки. Да, пред малку говоривме за цистите, дека треба да се следат во однос на каменчињата. Да. Ќе одговориме на гледачката. За цистите кажавме дека треба тие да бидат следени, односно да се контролираат и не представуваат некое посериозно заболување, освен ако не станува збор за овие генетските кои што ги кажа. Во делот на каменчињата за бубрек, Македонија и македонското население, да, има доста проблеми со камчиња. Затоа една од начините на пациентите како е да се справат, неопходно е да се одреди етиологијата, односно причината зошто тие настануваат камчиња. Се прават соодветни испитувања, ако е пожелно да се направи анализа на биохемискиот состав на каменчето, да видиме заради што настанува и да се дадат соодветни препораки. Исто така се прават и генетски анализи, бидејќи може да станува збор за цистинурија, тоа е одредено метаболно заболување, може да настане хипероксалурија и така натака. Од тие анализи кои што сме ги правеле ние, најчесто во Македонија е хипоцитратурија, односно намалено ниво на цитрати во урината. Едноставно кажано, урината е закиселена и представува база за формирање на каменчиња. Што даваме препорака? Даваме препорака што е можно поголема количина на течности. Точно како што кажа пациентката, и да ги исфрли и да ги отстрани, тие повторно може да се појават ако не го смениме начинот на живот. Што значи тоа? Тоа значи дека пациентот треба да внесува минимум 2 до 3 литри на течности, да внесува што е можно храна која што содржи цитрати. На тој начин ја прави урината да биде поблага, не кисела и не ја прави основна база за стварање на каменчиња. Исто така неопходно е да се намали количината на оксалати кои што се внесува во храната, како што се да речеме јаткестите плодови, зелената салата, чоколадите, бананите. Тие представуваат компонента за да овие каменчиња растат и да прават проблеми. Така да животниот стил, начинот на промена со внесување на поголема количина може да допринесе до подобар квалитет на живот и да немаат стварање на овие камења кои што представуваат навистина проблем кај пациентите, бидејќи болките се навистина сериозни. Така. Ќе вклучиме уште еден гледач и ќе продолжиме понатаму за хроничната бубрежна болест. Почитувани, во програма сте, повелете со прашањето. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Ало, ме слушате?
Да, сега ве слушаме, повелете со прашањето, во програма сте. Гардијан Световски на апарат. Се јавувам од Германија. Потекло сум од Куманово. Така. Јас сум шофер на автобус и ми пронајдува на систематски преглед аденом. Ама не ми е објаснето што е аденом. Ако може господинот докторот да ми објаснува што значи аденом на бубрек. Аденом на бубрек. Така, во ред секако ќе добиете одговор и појаснување што представува аденом на бубрек. Секој е добро, поздрав до вас. Да одговориме на гледачот, аденом на бубрек представува некоја формација која што е бенигна формација, која што е детектирана на бубрежниот паренхим. Ако навистина станува збор за аденом, тоа не е некоја сериозна, туку има среќа самиот гледач дека тоа е една опасна состојба за самиот пациент, која што бара само следење. Значи, тоа е некоја туморозна формација која што има бенигни карактеристики. Потребно е да се следи, да се направат дополнителни исследувања со цел да се види како работи функцијата на бубрегот. Дали може да ја намали функцијата на бубрегот? Тоа зависи од големината. Во пракса не би требало да има некои посериозни проблеми, но сепак задолжително и потребно е да се прават редовни следења со цел да се види каква е функцијата, да се прави исследување ултрасонографски испитувања, да се види каква е големината на таа промена и дали прави некаква компресија и оштетување на функцијата на бубрегот. Значи само редовни контроли, да. Промена која не треба да загрижува, но секако да бидат предпазливи и да водат грижа за здравието преку редовни контроли. Докторе, зошто хроничната бубрежна болест често се нарекува и тивка болест? Добра констатација и навистина така сите ја споредува дека тоа всушност представува една тивка болест, тивокубиец, тивка пандемија, бидејќи нема еден бурен тек. Таа е тука присутна, нема симптоматологија карактеристична проследена со болка. Односно бубрезите, кога ја губат својата функција, тие не болат. И заради тоа ние ја нарекуваме дека тоа всушност представува една тивка болест, која што полека се појавува, постепено се појавува, но ја нарушува функцијата на бубрегот. Бидејќи едноставно, кога бубрегот ја губи својата функција, тој нема болка. И затоа пациентите дури не обрнуваат внимание дека имаат проблеми со бубрегот. Доаѓаат кога веќе е доцна, односно кога ќе дојде до оној последен или терминален стадиум на намалување на функцијата на бубрегот. Затоа ја нарекуваме тивка болест. Кои симптоми треба да бидат аларм или да бидат знак да се обрне внимание од страна на граѓаните дека можеби станува збор за хронична бубрежна болест, бидејќи рековте дека болката се исклучува како еден од првите симптоми? При хроничната бубрежна болест, болката, рековме, не е толку присутна, скоро и да ја нема. Освен при состојба, да речеме, кога имаме каменчиња во бубрегот, кои што болат или уринарните инфекции. Додека останатите причини, како што е дијабетот, покачениот крвен притисок, тие не болат. Но треба да знаат нашите гледачи дека потребно е да се прават редовна контроли. Бидејќи бубрегот кога ја губи својата функција, веднаш се покажуваат одредени отстапувања во крвната слика, како и во уринарниот седимент, односно мокрачата. Што е тоа? Во мокрачата кај пациентите не треба да имаме присуство на протеини, ниту еритроцити надвор од дозволените граници. Присуството на протеини и присуството на еритроцити може да биде прв или ран показател дека нешто се случува со функцијата на бубрегот. Сега имаме посовремени, подостапни методи, каде уште и најмалите протеини во урината можеме да ги детектираме. Имаме една формула која што се вика уринарен албумин креатинин сооднос или по меѓународот познато како УАЦР, представува еден ран индикатор дека нешто се случува со бубрежната функција. Исто така треба да се прави и анализа на лабораторијата кај пациентот, бидејќи веднаш благото покачување на уреата креатининот, на електролитите, појавата на анемија, исто така може да биде поврзана со бубрежната функција. Да сумираме, да, хроничната бубрежна болест има своји симптоми кои што може да се детектираат преку крвната слика и уринарниот седимент. А болката е многу ретко присутна. Така. Кои категории граѓани треба да обрнат посебно внимание и редовно да ги контролираат бубрезите? Мојот одговор ќе биде сите. Но пред се, повнимателни, треба да бидат пациентите кои што имаат дијабет.
30 до 40% од пациентите со дијабет ќе развијат одреден степен на хронична бубрежна болест. Тоа значи дека пациентите со дијабет треба да прават редовни прегледи кај нефролог барем еднаш во текот на годината. Освен тоа се пациентите со покачен крвен притисок и оние кои што имаат фамилиарна оптовареност дека некој од фамилијата има проблеми со функцијата на бубрегот. Имам интерес од гледачите, ќе вклучим уште неколку гледачи со нивните прашања и ќе продолжиме понатаму околу третманот на хроничната бубрежна болест. Почитувани во програма сте, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав до водителот и до сите добри доктори што ни дават добри совети на нас полуподвижни, скоро и неподвижни пациенти. И малку сум надвор од темата, ама го замолувам водителот, бидејќи директорот на фондот за здравство, имаше многу новини, многу емисии. Една емисија да го успее да го донесе на телевизија, имаме многу прашања да му поставиме за непокретните пациенти во однос за катетеризацијата која што се праве во домашни услови од учени и приучени луѓе кои што фондот плаќа многу повеќе за антибиотици отколку да поведе некој доктор во домашни услови да се врши. Во ред, да, секако ќе имаме во предвид, ќе се обидеме во некој од следните емисии, дури во најскоро време да не ветувам да го донесеме во студио, да исто да имате можности вие гледачите да поставите прашање и за директорот за фондот за здравство. Секој е добро. Доколку имаме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Имам едно любично прашање за докторот. Неколку месеци, 2-3 месеци веќе, ве слушате? Да, ве слушаме, повелете. 2-3 месеци, кога мокрам, ми се мокра, а одам на мокра, многу малку мокрача испрва. Пака се испрва, некако, а ми се мокра. Не е тоа често се случува, нормално мокрам на 5-6-7 сат, да речеме, ама многу малку мокрача испрва. А што е работа? Дали имате некакви испитувања, лекарски прегледи? Немам ништо такво. Во ред, ќе добиете совети и препораки каде да се обратите и каде да се открие и како да се открие причината за ова што ви се случува. Само кажете ни на која возраст сте? Јас сум години човек, 84 години сум. 80? А не беше, доскоро не беше така нешто, нормално. Так, во ред. Слушајте ги советите и препораките од докторот, секој е добро, господине. Да, веднаш ќе одговориме на гледачот. Бидејќи станува збор за повозрастна популација, станува збор за маж, најчести симптоми и причини кои што доведуваат до оваа состојба се проблем со простатата. Така да мојот совет е да се направат анализи во делот за испитување на функцијата на простатата и неопходно е да се направи една анализа на урината, да не случајно станува збор за некоја уринарна инфекција, бидејќи уринарните инфекции исто така даваат ваков тип на симптоми. Така да се направи иследување за функцијата на простатата и еден уринарен сендимент заради исклучување на уринарна инфекција. Така. Докторе, како напредува хроничната бубрежна болест? Еве, рековме кои категории на граѓани посебно добра на внимание дека болката и се јавува веќе некогаш кога е навистина досна или ако е пропратена со каменчиња во бубрезите. Постојат ли стадиуми за хроничната бубрежна болест? Токму така, Александар, хроничната бубрежна болест има 5 стадиуми, каде што во однос на проценетата гломеруларна филтрациона рат, односно народно кажано функцијата на бубрегот. Имаме прв, втор, трет, четврти и пети стадиум и тие стадиуми се пресметуваат врз основа на вредностите на креатининот кои што се забележуваат во уринарниот седимент. Токму така, хроничната бубрежна болест си има прогресија, си има почеток, си има тек, има крај, за жал, каде што веќе кога пациентите ќе дојдат во оној последниот стадиум, веќе треба да размислуваме за бубрежно заместителна терапија. Тоа е хемодиализа, перитонеална диализа или бубрежна трансплантација. Сега каков е текот на болеста и како ние како лекари треба да се грижиме за овие пациенти.
Ако нашите граѓани, нашите пациенти ги следат редовно нашите совети и ја применуваат соодветната терапија, ќе имаме одложување на процесот на прогресија, односно успорување. Народно што станува, што подразбира тоа? Тоа подразбира ако пациентот треба да стигне во терминален стадиум за 5 години, ако ние редовно ги следиме овие пациенти, ги применуваме сите адекватни методи, употребуваме нова современа терапија, овој процес може да го одложиме до 15 години, каде што на вистина представува еден голем бенефит за самите пациенти, но исто така представува бенефити за нашето општество, за нашата држава и за нашето здравство. Така е. Бидејќи здрави пациенти се здраво општество и здрава држава. Така е. Доколку соодветно не се третираат и не се следат пациентите, односно пациентите не обрнуваат внимание на функцијата на бубрезите, какви компликации се можни? Компликациите е брза прогресија. Односно, многу за краток временски период стигнуваат до оној терминален... Откажуваат бубрезите. Откажуваат и тогаш ние, таквите пациенти, мора да размислуваме со кој тип ќе продолжат. Најчесто, за жал во Македонија, 90% од пациентите се третираат со хемодиализа. Кои се тие пациенти? Тоа се пациенти кои што не обрнуваат големо значење дека имаат проблем со бубрежната функција, бидејќи бубрегот не боли. Односно, кога доаѓаат ке нас во амбулантите, кажуваат мене ништо не ми е, а како не ми работи функцијата на бубрегот. Така да овие пациенти треба малце посвесни да бидат за својата состојба и да ги применуваат советите на лекарот и да ја применуваат терапијата. Тоа што значи? Ако имаат покачен крвен притисок, треба да ги употребуваат лековите за покачениот крвен притисок и тој некаде да биде околу 120 за оној горен крвен притисок. Ако се диабетичари, треба да ги регулираат вредностите на гликемијата. На тој начин допринесуваат да го успориме процесот на хроничната бубрежна болест, односно да го успориме процесот на старење на бубрегот. Како се проценува намалената бубрежна функција? Намалената бубрезна функција се пресметува преку вредностите на серумскиот креатинин, каде што се употребува една формула и ние го добиваме односот на гломеруларната филтрациона рата. Во однос на добиената вредност, ние ги класифицираме пациентите во кој стадиум веќе припаѓаат. Кога пациентот ќе дојде во петиот стадиум или терминалниот стадиум, каде што бубрегот има она ГФР познато помеѓу нас лекарите под 15, веќе треба да се размислува дека треба да се започне со бубрежна заместителна терапија. Така. Кои се другите начини на третман или во зависност од стадиумите, еве на почеток дали с промена на стилот на живот, ако е први или втор стадиум може да помогне да се одолжи тој процес, како што рековте, наместо 5-15 години? Да. Токму така, значи бубрегот нормално и природно е полека да ја губи функцијата како одминуваат годините, така да ќе возрастната популација 80 години нормално е тие да бидат веќе во втори или трет стадиум. Пациентите пред да стигнат до пети стадиум неопходно е да се придржуваат на терапијата која што ја примаат и со редовните контроли. Животниот стил е многу битен, да се намали внесот на сол, да се намали внесот на јаглехидратите, да се намали внесот на брашно, бидејќи на тој начин дополнително се оптоварува целокупното тело и се оптоварува функцијата на бубрегот. Да се ограничи внесот на протеини, бидејќи ке пациентите кои што имаат напреден стадиум имаат нарушена функција на бубрегот и дополнително внесот на протеинска храна ја оптоварува функцијата на бубрегот. Кај ваквите пациенти се даваат насоки да конзумираат поголема количина на течност, особено во овие летни месеци каде што нормално е пациентите повеќе да се потат, да се редуцира терапијата за покачениот крвен притисок, бидејќи при многу ниски вредности на крвен притисок дополнително може да ја влошат самата состојба. Така да внесот на течности, внесот на полесна храна секако влие врз успорување на прогресијата на хроничната бубрежна болест. Да, еве кога сме кај течностите, колку литри веќе диагностицирани пациенти препорачуваат еве конкретно при ваква високи температури, литри течности пред се вода? Значи, И дали им пречи или дополнително им помага течноста? Нашите препораки за сите пациенти дека треба да внесуваат оптимални количини на течности во човековото тело. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека внесот треба да биде од 2 до 2,5 литри течности ако пациентот нормално мокри. Ако пациентот нормално мокри, тие се оптимални
количини на течности кои што може да ги внесе во текот на 24 час. Мојата препорака е тоа да биде вода, не да бидат сокови, бидејќи соковите имаат засладувачи, имаат конзервирани, кои што дополнително може да ја влоши состојбата на пациентот. Така да една генерална препорака е тоа да бидат околу 2 до 2,5 литри течности кои што треба да ги внесат во текот на 24 час, ако имаме нормална урина, односно нормално мокрење кај овие пациенти. Кога е потребна дијализа за пациентите со хронична бубрежна болест? Добра констатација, затоа што тогаш кога доаѓаат пациентите, едно од честите прашања кога ние треба да почнеме, кога се држиме до оние препораки светски, кога ГФР, односно гломеруларната филтрација, ќе биде 7 или 9, тоа значи дека бубрегот скоро ја губи својата функција, но не се тие само препораки, тоа се едни од начелата кои што ги предлагаат светските здруженија, но исто така пациентите треба да се размислува кога ќе имаме високи вредности на калиум, бидејќи исто калиумот се елиминира преку урината, кога пациентите нема да мократ, кога веќе се намалува нивната диуреза, ама не намалена, односно кога имаме одсутна. Така да, освен овие лабораториски параметри кои што ги следиме кај пациентот, и клиничката слика на пациентот е многу битна за да се одлучи кога пациентот треба да започне со бубрежна заместителна терапија. Колку пати неделно веќе се оди, иако сме имале посебни емисии, веќе Да, кога пациентот ќе се процени дека треба да иде на хемодијализа, согласно сите препораки, пациентите на дијализа одат 3 пати неделно и поминуваат по 4 часа. Така да одредени пациенти оваа фреквенција може да се зголемува или може да се намалува, како што реков и претходно, и сега ќе напоменам дека тоа зависи од лабораториските исследувања на пациентите, но и од клиничката слика на самите пациенти. Но стандардите кои што се предлагаат да биде 3 пати неделно, во најмалце од трајање од 4 часа. Така. Во кој случај трансплантацијата на бубрек е најдоброто решение? Дали сите пациенти се кандидати, еве вака да се изразам народски? Во изминатиот период многу зборуваме за трансплантацијата, за органодарителството. Треба да знаеме дека не сите пациенти може да бидат кандидати за бубрежна трансплантација. Но бубрежната трансплантација е модалитет на бубрежна заместителна терапија. Бубрежната трансплантација овозможува адекватна психичка, физичка, социјална рехабилитација. Со бубрежната трансплантација ние овозможуваме на пациентите да добијат еден квалитетен на живот и повторно да се вратат во сите нормални функции и да допринесуваат за ова општество. Секако, кога се проценуваат пациентите дали се адекватни пациенти, се прават испитувања и согласно направените испитувања и исследувања треба да се види дали пациентот е адекватен за бубрежната трансплантација. Секако дека ние се трудиме, правиме големи напори овој процент на пациенти кои што ќе бидат третирани со бубрежна трансплантација постојано да се зголему. Во Република Македонија се прават 2 типа на бубрежна трансплантација. Тој е од починат донор, односно од починато лице кадавер, но и од жив донор. Во изминатиот период, баш пред некој ден ги забележав бројките, од 1977 година па до сега имаме направено преку 500 бубрежни трансплантации и околу 100 бубрежни трансплантации од починато лице. Така да кога ќе се зголеми свесноста за органодарителството, кога ќе зборуваме почесто дека навистина бубрежната трансплантација овозможува најквалитетен пристап на лекување на овие пациенти, ќе имаме зголемен број на пациенти со бубрежна трансплантација, а на тој начин ќе овозможиме и поквалитетен живот на овие пациенти. Но заклучокот треба да биде дека не сите пациенти се адекватни пациенти за бубрежна трансплантација, но поголем дел од пациентите се адекватни за бубрежна трансплантација. За да не дојде до бубрежна трансплантација, еве на самиот крај од емисијата, што секој од нас треба да направи за да превенира на некој начин хронична бубрежна болест или да го успори текот на болеста? Мојот апел до сите гледачи е да се грижиме за нашите бубрези. Како се грижиме со нашите бубрези? Со редовни контроли, со почитување на советите од самите лекари, а исто така и со грижата за самите себе. Тоа што подразбира? Да внимаваме на тоа што јадеме,
да го зголемиме внесот на течности, ако го дозволува состојбата, и да имаме една умерена физичка активност. На тој начин ќе допринесеме за квалитетно здравје на целото тело, но и за квалитетни бубрези кои што навистина представуваат еден битен дел од човековото тело. Затоа што ни се најважен филтер, како што Токму почнавме со емисијата, така и да завршиме. Докторе, ви благодарам за военото време, за советите и искуствата кои ги споделивте со нашите гледачи. Со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Александар, ви благодарам на поканата и навистина ми представуваше вака едно убаво задоволство да разговараме. Во иднина се надевам дека ќе разговараме уште повеќе за други теми и еве сега да го искористам апелот да им посакам едно убаво лето на сите ученици, бидејќи денеска е 10 јуни Така е, и е завршеток на учебната година, и би им посакал да имаат едно пријатно убаво лето и да конзумираат доволна количина на течности. Убаво рековте, да. Многу течности, поздрави бубрези. Така е. Да. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. А во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!